Вреди ли да се зборува за ромите и ромското прашање? Неуморноста е една од главните карактеристики на моите другари соговорници, кои на моја покана прифатија да поразговараме на тема активизам и работа која е директно поврзана со ромите и ромската заедница. Јас сум Марија Трпеска, визуелна уметничка, во моментов работам на проект кој е поврзан со ромите и ромската заедница. Разговараме со Джелан Велију, магистар по казнено право, активистка, правна советничка и работничка во Сдруженијето за поддршка на социјално загрозени лица и семејства и бездомни лица Љубезност. Со нас е и Руфат Јашари, историчар, активист и колумнист, гласноговорник на обезгласените млади роми, поддржувач на движењата за еманципација на обесправените по разни основи. Јас прво би сакала да кажам дека во капитализмот, како општествен и економски систем, сите луѓе сме угнетени и неслободни, но сепак треба да се направи разлика кога се зборува за угнетеност на некои, да кажам, делови од некои народи или на цели народи, како што е случајот со ромскиот народ на Балканот, особено во Македонија. Значи, ромскиот народ тука е доведен до некоја состојба на деградираност, што се граничи со, да кажам, со нечовечност. Јас како активист пред се за работнички права, така го започнав мојот активизам, па потоа сваќаш дека не може активизмот да го ограничиш на едно поле и дека ако си активист, ти си активист за сите општествени прашања, за сите проблематики и така всушност го интегрираш твојот активизам. И нели стигнав до степен кога сваќаш дека всушност системот е проблемот и би рекла капитализмот е во проблемот во денешните услови. Знаев дека постои сиромаштија и поттикот всушност за активизмот мој, наш, би рекла, е борбата против сиромаштијата. И кога почнав да работам конкретно во Љубезност, бидејќи дејноста на Сдруженијето целосно се поклопува, нели, да кажам, во таа сфера, сватив дека она што ние го знаеме за сиромаштијата е премалку, дека сиромаштијата има многу поодвратен лик, тоа што ние го замислуваме теоретски, нели? И сигурно мислам низ животот сите сме поминали некоја фаза на имање помалку средства и така натаму, но тоа што се случува со ромската заедница е несватливо и невидливо, можам да речем, за останатите народности, народи кои што екзистираат во Македонија. Пример во како попроблематични работи што се бездомништвото, значи како бездомништво на цели семејства. Обично луѓето сметат дека бездомништвото е проблем кој што се појавува кај или зашто имаат проблем со алкохол, со психолошки расстройства и слично, но ние имаме случаи конкретно кога се работи за ромски семејства на бездомништво што трае генерацијско бездомништво, значи луѓе што живеат на улица, добиваат деца, тие деца растат на улица, па тие понатака исто така, значи буквално тие луѓе живеат на улица. Каква свест ние очекуваме од луѓе што се хранат од контењери? Јас така би го поставила прашањето. Ако ние стануваме на сабајле и правиме кафе, така го почнуваме денот и ипак сме нервозни поради нели целокупното општество, каков да биде човек што кога се буди на улица, оде до најблиско од контењер за да се прехрани. Понатака го имаме проблемот со живење во субстандардни услови. Што значи субстандардни услови? Често сме слушале ромите ги исцелиле, ги одцелиле од Подкале, од Довардар, од не знам каде, значи да, а луѓето немаат представа што значи тоа. Луѓето мислат дека илегално таму отишле, изградиле не знам куќи, живеат се таму, па користат бесплатно струја, вода и така натаму, ама реалноста е сосема различна. Значи тие се луѓе кои што се на улица и некако успеале се организирале да направат на некое место живеалиште. Точно. И тоа не се тврди градби, куќи, не знам какви. Буквално тие луѓе прават живеалиште со тоа што го наоѓаат во контењери. И како што кажа еден човек со кој што контактирав, нели за одредена помош, рече ние вика се храниме преку тоа што вие го фрлате. Понатака исто проблем, малолетничката бременост би го адресирала како многу голем проблем. Јас чисто бе фрапирана кога се запознав со девојче која што имаше 15 години и веќе го очекуваше второто дете. И некој би рекол Не знам дека тоа се хормони, тоа е начин на живот и слично, но ипак
кривицата ја се гледам во државата и во системот, што не успева во процесот на едукација. Тука се надоврзува и прашањето со образованието. Исто така голем дел од децата од ромскиот народ не посетуваат формално образование и повторно државата тој проблем сака да го реши со санкционирање на родителите. Во смисла, ако не го пушташ ти во училиште, таму 2000 евра колку е казната, не знам. Што, мислам, тоа не ги тангира родителите, бидејќи значи што ти да секако нивните сметки се блокирани, дали преку брзи кредити што земале, дали преку други некои неволи што паднале, така што механизмот само на санкција не успева, така што државата мора да најде друг метод за вклучување на тие деца во образовен систем и не може исто така деца што живеат на улица или во такви субстандардни услови да се очекува дека тие ќе бидат успешни ученици дури да на училиште, затоа што во тие места каде што живеат немаат пристап до вода многу често, немаат пристап до електрична енергија, најосновни услови, живеат во една импровизирана соба. Во последно време сметам дека и политичноста на младите роми представува еден огромен проблем. Просто би кажал околу формалното и неформалното образование, многу млади роми сега поседуваат формално образование и тоа е за поздрав, но околу неформалниот дел од образованието сметам дека е погрешно што истото го бараат и го стекнуваат во рамките на некој граѓански сектор, затоа што се наметнува таа некаква политичност. Сметам дека младите роми треба да сватат дека политичноста не е повеќе опција. Недостасува некој идеолошки бекграунд, било каков и да би бил од корист. Во Кумановско има, например, одредени, како да кажам, училишта, основни училишта, се сматраат како се прецепираат како некои поелитни, каде што би требало, не знам, да учат децата на банкарите и на професорите, на директорите, оние градски, од градските урбани подрачја, додека истите деца кои се еднакво да кажам урбани колку што се и овие другите, малтене живеат во самиот центар на градот, ги праќаат на одредени други училишта, да не ги именувам, не поентата е битна, да, поентата е важна и ги класираат во одредени класи, ги групираат, сакам да кажам класови, каде што се претежно од ромска етничка припадност. И цело може би да има. Или не? Па не, ромите претежно живеат во урбаните средини, било каде и да се. Така, тука се. Тие се секогаш во урбаните делови и да се надврзам тоа претходно што го кажа, во една таква средина каде што малтени ги туркаат во такви животни субстандардни средини и уште ги окривуваат за некакви зарази, за некакви болести, ширење на епидемии и така натаму, ги атакуваат, ги критикуваат и децава што продаваат балончиња на семафори, што питачат, као таа лоша слика се создава, лоша перцепција за ромите. Дали сме ние дел од системот? Ние сме дел од системот и често се става акцент преголем на тоа инклузија, па дури и миспелинг се прави кога се организираат семинари на такви тематики. Ова со системот што кажуваш, има друг проблем со голем дел, да кажам, можеби, да не лицитирам со бројки, ама некаде околу 1000 лица, претежно роми, значи 90% роми се нерегистрирани лица, тие се вон системот. Дали може би мислат на тоа ми е прашањето? Да, и тоа како бројка, нели кога би ги перцепирале ромите само како бројка. И сега човек што нема 35 години, нема извод, нема здравствено осигурување, не може да се вработи, нема лична карта, во меѓувреме има добиено и деца, тоа лице и неговите деца, незините деца, исто така се нерегистрирани лица и како да не може да остварува ниту социјални трансфери, социјални права и како да преживува тоа лице, освен ако не проси да препродава нешто, па макар некогаш и во криминални води паѓаат од немајкаде. Главниот императив му е да преживее.
да се снајде, тој не може да размислува за своите граѓански права, за своите човекови права или за нешто нешто е слично. морално, Да. не е морално. И сепак и системот, и системот е државниот апарат, незаинтересираноста. Еве последниот попис на ромите, ако ги гледаме, ако ги перцепираме како бројка, само како популација, истиот тој NGO сектор, да кажам, во догледна мера е виновен за една форма на анулирање на ромите. И она ниска бројка што бевме оној процент, сега премина во фаворизација на останатите етникуми. Дури мене ми е срам некогаш да кажам дека да се прокламирам, да се представам како активист, како некој борец за права или нешто, затоа што често пати кога зборувам, колку повеќе го дискутирам тоа, сваќам дека формата на активизам која сум подготвен јас да ја практикувам, за да се извојуваат некои човекови права или било какви права, или се одвива во некои од дамнешни времења, или ќе се одвива во некои други времења, затоа што констелацијата на нештата не ја дозволуваат формата на активизам. Но активизмот кој се форсира од невладините организации, ромските невладини организации, сметам дека се води според некоја либерална агенда која што е многу деструктивна за самото ромско прашање. Лицемерни, значи се обидите на државата и на NGO секторот. Сега не знам дали цел да го класифицирам така, затоа што ипак, значи после таа ромска декада и слично, малку работите се сменаја, ама се сменаја пример за луѓе што беа директно вклучени во тоа. Има подобрување во одредени сегменти, ама пак ќе кажам за луѓето што се директно вклучени во тоа или околу тоа. Значи другите луѓе што не се вклучени, таа декада ги има одминато. Еве овие луѓе со кои што јас работам, за нив каде е декадата? Се изгледа како главниот императив како да е профитот од сето тоа, и што е најлошо се прави на припадници од истата етничка заедница, како да се трудат да ги држат во тие некои субстандардни услови. Сите средства се генерираат во Скопје. Јас секогаш на тоа ставам акцент дека ромите во Македонија уживаат најдобар третман во бивша Југославија, во регионот и така натаму, и многу имаме добиено со самото знаме, со самата химна, за тоа е заслужен, да. Имаше и не само во парламентот, и тоа многу се става акцент. Многу се гледа на нештата по 89-та, после 90-та, плурализмот кога доаѓа, а она претходното социјалистичка република Македонија што го има направено за ромите, се анулира. Првичното знаме, на ромското знаме, имало предлог да се стави црвена петокрака по стилот на југословенското знаме, на СФРЈ, како една форма на благодарност за напорите кои што биле издействувани да се свика таа конференција, и како да се чини после 90-та година, наместо да се искористи она што било стекнато до тогаш, потоа како се вративме на некои, зборувам за ромската популација, првенствено на некои средновековни, на некои теолошки, религиозни фактори да гравитираме околу истите, што дополнително го уназади ромскиот етникум во последниве, во изминативе 30 години, и околу самата инклузија. Ако што беше првичното прашање, само би кажал дека не е поентата на еманципацијата да го имитираш оној што на еден начин покушава да те асимилира. И тоа ми беше поентата со позитивните role models, што се позитивните примери од кои што се форсираат, се промовираат, успешен, сукцесивен, се создава дополнителен притисок, како што беше спомнато дали од Желен, нереални очекувања. Можеби тоа дете има капацитет, има желба да научи, да направи нешто со својот образовен процес, но условите каде што живее не му го дозволуваат истото.
И се создава една како алиенација, отуѓување. Наместо да се доближуваат и тука ја лоцирам таа како токсична врска, дисфункционална врска помеѓу младите роми, активисти и самиот ромски народ. Затоа што јас повеќе се идентификувам со дечињата кои што продаваат и што питачат на семафори, што бришат прозори, отколку со некој само прокламиран активист или интелектуалец. Мислам дека на крај заклучокот е дека вреди да се зборува за ромското прашање затоа што многу малку се зборува за ромското прашање.